Живо, што правите, другари? Што правите, бе, другари? Арни ли сте? Не сме се виделе една недела и вие да не имате проблем со чувствата како Венко Филипче. Тој гаи посебни чувства само кон неговиот бизнис партнер Зоран Заев. Да, Венко Филипче си има проблем со чувствата, не со своите, туку со чувствата на премиерот Мицковски, кој речеоти чувствува дека наскоро лица од претходната власт, премиери, министри, ќе бидат предмет на истраги, да сум на местото на Филипче, кога наглава му стои случајот онкологија со модуларната во Тетово што изгоре кога тој беше министер за здравство, како и со обидот да се донесат кинески вакцини преку Кореја среде корона, и јас би имал проблем со чувствата. Венко Филипче, кога ќе стане вистински лидер на СДСМ, има желба да биде уредник на сите медиуми, исто како неговиот предпоставен Заев. Изоки на времето се караше со медиуми и прогласуваше телевизии и вестници за непријатели на СДСМ. За Венко главни непријатели се Алфа и Република. Како се погодија лоши, глава не може да крене од нив. За мене свикуваа пресконференции и се караа зошто ми објавувале текстови во Брисел, а на Алфа и поднесаа дури и кривична пријава. Им сметало кои се газди на телевизијата. Венко дури им порача дека ќе дојдел кај нив кога ќе се ослободеле. Од кого? Во СДСМ се навикнати тие да бидат газди на сите медиуми. Тоа време помина. На Филипче треба да му биде јасно дека не се исплати да се кара со новинари и медиуми, а ако тоа не му е јасно, време е новиот јавен обвинител Савески да му го објасни на едно кафе. После кафето веројатно нема да има проблем со чувствата, туку со фактите, пред кои молчат и боговите, а камоли еден Филипче. А да, ова е мое чувство, немам информации дека ќе го викне на гости. Туку со приватниот Мосад што го следи Филипче до кај сме. Не е добро да се гледаат многу филмови. Може човек опасно да се уфилма дека е многу битен. Румен Радев извојува убедлива победа на парламентарните избори во Бугарија и најверојатно ќе биде нов премиер. Човекот кој се откажа од председателската функција за да биде на чело на бугарската влада ќе ги води преговорите со Македонија. Ако досега не можевме да излеземе на крај со будалетинки како Борисов, Ковачев, Каракачанов, Джамбаски или Слави Трифонов, кои се на ниво на Заев, со Радев ќе биде уште потешко. Тој сепак е сериозен играч, руска школа, но и Радев ќе има истата политика кон Македонија, ако не и порадикална, а тоа е дека македонски јазик не постои, а дека македонскиот народ е плод на Коминтерната и на Тито. На овие Филипче бара да им попуштиме и да ги ставиме бугарите во уставот. Не треба да допускаме легитимацијата на македонизм, на идеологеми од бивша Југославија и Коминтерна да намират място в Европейски съюз, защото те ще имат дългосрочни неблагоприятни последици за Съюза. За крај на овие 5 минути ни остануваат часови до судниот ден на една цивилизација како што најави председателот на САД Доналд Трамп по примирието што го договори со Иран. Откако Трамп го нападна Иран, и он не знае зошто, Иран го затвори Ормудскиот теснец. Па Трамп го нападна Иран за да го одблокира Ормудскиот теснец. Па потоа Иран уште посилно да го блокира теснецот. Па тогаш и Трамп реши да го блокира веќе блокираниот Ормудски теснец. Ме следите ли? Единствениот излез од оваа блокада е Трамп да почне со деблокада на блокираната блокада. Сега ќе му биде и полесно, бидејќи ќе го деблокира она што самиот го блокираше. Господа му е на помош и на светот, а и нас со цената на нафтата. Судниот ден може и ќе го преживееме. Што не сме преживеале досега, ама празни резервоари некако потешко.